Се ближи најголемиот христијански празник Великден, а струмичани оваа година одбраа помалку да патуваат за продолжениот викенд. Новата инвестиција во туристичката населба Карач од почетокот на пролетта се гради со забрзано темпо. Деновиве во Гевгелија се реализира форум со наслов «Децентрализирано производство на енергија, предизвици и можности» на кои учествуваа представници на компании од Македонија и соседна Република Бугарија. Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Во собранието на Република Македонија почна 10-тото продолжение на конститутивната седница на која се расправа за изборот на Комисијата за изборите и именувањата. Пратениците и денеска продолжија со реплики и процедурални забелешки. СДСМ, повекувајќи се на член 78, повторно побара од председавачот на седницата Трајко Велјановски да се премине на четвртата точка од дневниот ред, односно на изборот за председател на собранието, додека според ВМРО-ДПМН со тоа се крши деловничкото право и претресот треба да трае додека не се исцрпи листата со пријавени пратеници за збор. Според Антонио Милошовски се прави деловничко насилство затоа што, како што рече, Заев има ограничен временски период да го испорача она што го ветил и оти сега деловникот треба да ја плати цената. Неговиот сопартиец Владимир Ѓорчев рече дека она што го предлагаат пратениците од СДСМ ниту еднаш се нема случено во парламентот. Ова толкување што го има СДСМ нас не одговарало 1000 пати изминатите 10 години. Да ги прекинеме дискусиите што тие ги имале, да ги поминеме законите побрзо, но тоа ниту еднаш не се случи затоа што добро знаат дека тоа не е така и дека не им држи објаснувањето. Затоа што ако еднаш се спроведе ова, тогаш не знам каде ќе завршиме, рече Ѓорчев, додавајќи дека имаат јасна ситуација во деловникот. Европската комисија очекува сите политички лидери и институции во Република Македонија да дозволат демократскиот процес во земјата да се одвива, што според официјален Брисел вклучува и избор на нов спикер на парламентот и потоа и нова влада без одложување. Како што јавува дописникот на МИА од Брисел, ова денеска на пресконференција во зградата Берлемонт на Еврокомисијата го истакна портпаролката на неформалната влада на Европската Унија Маја Коцијанчик. You know very well that we've been quite vocal of what we expect to happen in the country, and at this stage we are following the developments. We've said repeatedly and at several occasions that the results of the recent parliamentary elections must be respected and the current uncertainty must end, and the government must be established without further delay based on the parliamentary majority that is there. You would remember also that both the High Representative and Commissioner Hahn have called on the President to reconsider his position. We of course now expect all political leaders and institutions to let the democratic process run its course, and this includes also the election of the new speaker, which we would like to see without any delay. Наредните 3 дена ќе се многу важни за сите оние кои ја сакаат заедничка Македонија, а не за оние кои сакаат да ја поделат. Ве покануваме да бидете со нас на улиците. Неколку пати извојувавме помали многу значајни победи. Убедени сме дека ќе победиме и во конечната битка, бидејќи доброто секогаш победува, истакна од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денес повторно и целиот југоисток повторно ќе маршира низ улиците. Над 1.100.000 македонци беа измамени и шверцерски им се подметна документ изработен во соседна држава кој има за цел да ја одреди иднината, судбината на нашата држава. Тоа никој разумен граѓанин на оваа земја не може да го прифати и не смее да го дозволи. А ова особено се однесува до политичките лидери кои се обидуваат да подметнат еден ваков документ, да апелираме до нив најмногу дека сега е момент да покажат разум и да покажат лидерство.
Иако проба минатата недела да направат еден блицкриг во собранието и да изберат председател на собранието, кој што не се откажал, него осудил овој документ, не ја отфрлил неговата содржина, не успеа бидејќи граѓаните излегоа на улици. Во нефункционална држава сепак постои функционален народ, народ кој знае за што се бори. Така што ве повикувам овие дена да бидете со нас, за да бидете со вас. Апелирам секој да земе учество во протестите, да бидеме што побројни и погласни. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски во денешното соопштение до медиумите наведува дека специјалното јавно обвинителство одбива да постапува по нивното барање. Со исто мислење е и геополитичкиот аналитичар Емилија Гелева, која вели дека специјалното јавно обвинителство е параправна институција под влијание на СДСМ. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија Јово Вангеловски во денешното соопштение до медиумите наведува дека специјалното јавно обвинителство одбива да постапува по нивното барање, со што влијае на пролонгирањето на итна постапка која се води пред овој суд. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија ја информира јавноста дека на 6.4.2017 година беше доставено барање за информација од јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Поради итниот карактер на доставеното барање, шефот на кабинетот на председателот на Врховниот суд на Република Македонија оствари неколку телефонски разговори со шефот на кабинетот на јавниот обвинител за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, од каде се уште нема одговор по поднесеното барање, се вели во соопштението. Геополитичкиот аналитичар Емилија Гелева изјави дека е познато дека специјалното јавно обвинителство е една параправна институција. Од тука, како параинституција, специјалното јавно обвинителство е орудие на СДСМ и врши валкани пресметки против незините неистомисленици. Специјалното јавно обвинителство всушност е една параправна институција, една паралелна инсталација на сите воспоставени институции во државата, значи на целиот државен систем правен. И од тука, како една пара институција, специјалното јавно обвинителство едновремено е и орудие на не само на опозиционото политичко малцинство, односно на Социјалдемократскиот сојуз, туку е и оружје што го инсталира така наречената соросоидна неолиберална deep state во Република Македонија заради остварување на некои своји цели во хибридната војна што веќе 3 години ја води против Република Македонија. Од Врховниот суд на Република Македонија сметаат дека обвинителството очигледно одбива да постапува по барањето на Врховниот суд, со што, како што додаваат, влијае на пролонгирањето на итната постапка која се води пред овој суд. Продолжуваме со дневникот. Штип беше домаќин на државниот надпревар во качување на болдер на 4 метри висина, на кој учествуваат деца од 8 до 14 годишна возраст. На надпреварот учествуваа млади алпинисти од цела Македонија. Во Штип се одржа државниот надпревар во качување на болдер на кој учествуваат деца од 8 до 14 годишна возраст. Вкупно 50 учесници, меѓу кои и радовишани, се надпреваруваа во качување на 4 метри висина по кратки, но тесни насоки. Како што истакна Стефан Станишков, алпинист од Радовиш, не е напорно да се тренира оваа дисциплина, но за да се постигнат добри резултати, сепак треба да се биде упорен. Ние бевме по 10 деца од нашиот клуб, освоивме 3 втори места и 2 први места. Секој ден качуваме разни работи, вежбаме и за други работи. Тренираме по викендите кога не сме на училиште, во качување на болдер, во затворен простор. Јас освоив второ место и Павле Манчев второ место и Матеј Месторски второ место.
Станишков истакна дека е среќен што неговиот клуб се закити со неколку награди, кои секако се мотивација за нив да тренираат понапорно и да бидат поуспешни. Тој со оваа дисциплина се занимава веќе 5 години и сака да продолжи и во иднина. Инаку спортското качување се дели на два дела, и тоа спортско качување по природни карпи и спортско качување по вештачки карпи. Качување на болдер спаѓа во спортско качување на вештачки карпи. Оваа дисциплина, како ново настаната, бара исклучително голема психофизичка издржливост. Деновиве во Гевгелија се реализира форум со наслов «Децентрализирано производство на енергија, предизвици и можности» на кој учествуваа представници на компании кои работат во областа на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност од Македонија и соседна Република Бугарија. Во рамки на проектот промовирање на децентрализирано производство на енергија од обновливи извори на енергија, кој што го имплементира Фондација за локален развој и развој на информатички технологии од Гевгелија и Сојуз на производители на еколошка енергија од Благоевград, Република Бугарија, деновиве во Гевгелија се реализира форум под наслов «Децентрализирано производство на енергија, предизвици и можности». Целта на самиот проект е да се промовират обновливите извори на енергијата, можностите што ги нуди децентрализираното производство на енергија, а секако преку секако и преку иновациите кои што се во овој момент кои што се имплементираат на ово поле, економиката, финансите кои што се потребни, меѓутоа и законската рамка која што постои во Република Македонија. Искуството и споредбите кои што ќе ги направиме со истата тема и ситуацијата во соседна Бугарија ќе ни дадат една слика како ние да продолжиме понатаму во таа насока. На форумот учествуваа представници на компании кои работат во областа на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност од двете држави, кои разговараа за најновите технологии и трендови во развојот на секторот, а исто така и за можностите за развој на заеднички проекти и иницијативи, а како дел од програмата на настанот беа посетени енергетски објекти и фирми од регионот на Југоисточна Македонија. Новата инвестиција во туристичката населба Карач од почетокот на пролетта се гради со забрзано темпо. Предвидено е објектот да понуди повеќе различни содржини и да работи преку целата година. Новата викенд населба Карач во Стар Дојран, која се изгради во последните 2 години, ќе добие нова содржина, поголем трговско-угостителски објект, веднаш до паркингот на поранешниот хотел Гранит. Изградбата на објектот е во тек, а инвеститорот најавува дека во него ќе бидат предвидени повеќе различни содржини. Се предвидува супермаркет распространен на 650 метри квадратни со голем собствен паркинг плат. Истиот маркет ќе биде спремен за почетокот на туристичката сезона, кој ќе го збогати асортиманот со 20.000 артикли. Исто така во маркетот е предвиден собствена пекарница, рибарница, менувачница. Исто така во самиот маркет ќе има кафетерија со тераса од 250 метри квадратни. Според најавите, поради потребите на сите посетители, но и на локалните жители, новиот објект ќе работи преку целата година. Маркетот ќе биде 12 месеци активен, значи не одиме на тој период кога само се работи за летниот период, него 12 месеци ќе биде отворен за сите потрошувачи. Населбата Карач почна забрзано да се развива и гради по донесувањето на деталниот урбанистички план за оваа локација во 2014 година. Со планот се нудеа парцели со можност за изградба на мотели, викенд куќи, планинарски дом, кампови, па дури и старечки дом, но засега на продаденото земјиште се изградија само викенд куќи. Самото место стана поатрактивно и со отворањето на новата плажа Свети Никола, а во периодот на одржувањето на Д-фестивалот овде е сместена и главната сцена. Во споредба со исклетот од пред неколку години, местноста Карач го смени ликот во развиена туристичка населба, во која се уште има простор за проширување и развивање со нови содржини.
Понеделник, 17 април, вториот ден на Великден, според православниот календар е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, соопшти денеска Министерството за труд и социјална политика. Исто така, Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празници на Република Македонија, 17 април 2017 година, понеделник, Великден, вториот ден на Великден е неработен ден за граѓаните од католичка вероисповед во Република Македонија, се вели во соопштението. Во него Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од православна вероисповед и на граѓаните од католичка вероисповед во Република Македонија им го честита големиот христијански празник Великден. Министерството за труд и социјална политика претходно во петокот информира и дека 14 април 2017 година, односно Велики петок, петок пред Великден, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. А струмичани за престојниот викенд не толку заинтересирани за патување надвор од државата за разлика од минатите години. Од туристичките агенции сметаат дека и политичката криза има удел во тоа. Вака, иако Великден важи за фамилиарен празник и слободните денови најчесто сакаме да ги поминеме во фамилијата, имаме патници кои што овие слободни денови ги искористуваат за да прошат во некоја од европските дестинации, па и некаде подалеку. Меѓутоа, со оглед на претходните години, може да кажеме дека оваа година, барем кај нас струмичани, се малце помалку заинтересирани да ги поминат празниците некаде на страна, повеќе се за оние понуди кои што ги имаме тука, во близина, односно во нашите соседни земји, нешто Бугарија, нешто Грција, така да можам да кажам дека е помала заинтересираноста за патување. Нормално дека и самата политичка ситуација во земјата влијае на ова, така да луѓето мислам дека не знаеки како и што би се одвивало во наредните денови, не се заинтересирани да патуваат некаде подалеку. Вие го следите дневникот на телеканал А1, а во продолжение настаните од светот. Полицијата во Норвешка денеска го зголеми нивото на национална закана откако рачно изработена експлозивна направа беше пронајдена синоќа во центарот на Осло. Органите на редот уапсија 17-годишен руски државјанин како осомничен за случајот. Ризикот од напад во наредните месеци е зголемен од веројатен на можен, истакнаа властите. Миграцијскиот феномен има глобален карактер и не влијае само на Европа, изјави синоќа во Рабат високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини. На крајот од средбата со министерот по прашања за Магреб, Африканскиот сојуз и Арапската лига, јави ТАС. Могерини истакна дека работата по тоа прашање ќе продолжи во духот на планот за партнерство и обострана соработка. При разговорот Могерини и Месахел се договориле да се создаде двостран механизам за диалог во сферата на безбедноста со цел борба против тероризмот. Председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган изјави дека прашањето за пристапување на земјата кон Европската Унија повторно ќе биде ставено на маса по референдумот за проширување на председателските надлежности. Во говор во Измир, Ердоган ја спореди Европа со пациент користејќи погрдни изрази. Тој го употребувале политичарите во текот на 19 век, кога го опишувале пропаѓањето на Отоманското царство. Тој уште еднаш се закани дека по референдумот, кој ќе биде одржан на 16 април, ќе воведе смртна казна, доколку законот биде изгласан во парламентот, со што автоматски ќе се стави крај на обидите на Турција да се приклучи кон Европската Унија. Најмалку 316 лица, меѓу кои над 100 деца, загинаа во катастрофалните свлечишта, кои по поројните дождови кон крајот на март го погодија југозападниот дел на Колумбија, соопшти колумбиската влада.
Министерот за екологија Луис Алберто Мурило најави дека подрачјето каде што се случи несреќата во Мокоа ќе биде прогласено за целосно заштитна зона, што значи дека одсега индустријските активности ќе бидат изведувани надвор од тоа подрачје. Во несреќата се повредени најмалку 332 лица, а 4506 лица останаа без домови. Со вестите од светот го заокружуваме овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно од мене.